molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevo smrten, Tatko moj nebese i slovo Božjo mi isprati, Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebese. Tatko moj nebese, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebese, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te da gi ljubam kako ti. Če da Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebese, i milost Božja me obleja, miro svoj nigo daruvaš, susijot razum, srce, duša, veruvam vo Isu. Mir vam, Oče naš koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na neboto, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме, на нашите должници. Простете и ќе ви биде простено. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, од лукаваго. Зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Амин. Прво послание на апостол Павле до Коринтијаните, 9 глава, правата и должностите на апостолот. Не сум ли јас апостол? Така вели апостолот Павле. Навистина, кој го постави Павле за апостол? Замислете што мислеле фарисеите и садукеите еврејски. Му се јавил Исус на патот за Дамаск. Тој претходно бил сатрап, ги убивал и ги гонел христијаните. И потоа ослепува, потоа Ананија положува раце на него во Дамаск. Замислете, Господ му се јавува на Ананија и му вели: оди на најголемиот сатрап на христијаните, положи му раце. Тој ми е избран сад. Значи, не сум ли јас апостол? Кого го избрал апостол Павле? Бог. Помазанието што го примивте, прво Коринтијаните, прво Јованово. Помазанието што го примивте ќе ве научи на се. Значи, тој прима помазание и тој Христов апостол. Не сум ли јас апостол? Навистина интересно. Дали сум јас апостол? Не сум ли јас слободен? Каде што е Духот Господов, има еден стих, таму има слобода. Слободен од се. Од болки, болести, страдања. Слободен од законот, ако останете во Божиот закон на љубовта, за да не бидете судени на последниот ден. Не го видов ли Исус Христос, нашиот Господ? Не го видов ли Исус Христос, нашиот Господ?
Интересно, блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Не го видов ли Савле, Савле, зошто ме гониш? Савле паѓа од конјот, ослепува, јас сум Исус, кого го прогонуваш, не можеш да се риташ против бодило, и потоа Савле станува апостолот Павле. Не сте ли вие мое дело во Господ? Не сте ли вие мое дело во Господ? Значи на коринтијаните им се обраќа самиот Отец, зашто кога ќе ве повикаат да зборувате, не се грижете што ќе кажете, зашто Духот на вашиот Отец ќе говори низ вас. Не сте ли вие мое дело во Господ? Луѓето имаат чувство на припадност. Ова е моje, она е твое. Има еден стих, сите го бараат своето, а не она на Исуса Христа. Ништо не е твое, брате и пријателе. Ти си грнчарски сад создаден од грнчарот кој е семокниот Бог, бидејќи телото ти од земја, душата е дувна дух животен од него, за да станеш жива душа. Ти ништо немаш, голи доаѓаме на овој свет, голи ќе си одиме. Ако за други не сум апостол, вели апостолот Павле, за вас сепак сум, вие што го слушате. И што ве допираат овие слова, благословени од самиот Бог, зашто Божиото Слово е поостро од секаков меч и не се враќа празно и ги допира сите оние кои имаат потреба од неговата љубов. Татко мој, нека ова слово биде со власт и сила, оживеано во дух, а не слово што убива со човечка мудрост. Значи, ако не сум апостол, за вас, за другите сум, тие што го разбират, бидејќи вие сте печатот. Вие сте печатот на моето апостолство, на повикот од Бог Отецот. Бог знае кои луѓе се негови. Бог одредува апостоли, челници на црквите, и тоа е суштината на поделеноста на земните цркви, бидејќи тие се одредуваат од човечка мудрост и од луѓе, затоа се поделиле. Со човечката мудрост го поделиле Светото Писмо на три големи поделби: православна, католичка, протестантска, па протестантската поделена уште на многу други, а православната поделена по национална основа. Ова е мојата одбрана, вели апостолот Павле, против оние што ме осудуваат. Ова е мојата одбрана, 9 глава, 3 стих. Зар немаме право да јадеме и да пиеме? Вие ли ќе ни кажете како да јадеме и да пиеме, што сте поделиле, што сте го поделиле Христос, што сте го отсекле еден раката, друг ногата, трет главата? Што да јадеме и да пиеме? Па човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Зар немаме право да јадеме и да пиеме? Зар немаме право? Зар немаме право, сега зборува апостолот Павле, да водиме со себе сестра во Христа, жена верничка, како и другите апостоли и браќата Господови и Кифа. Другите апостоли, да не помисли некој дека е сам, дека е одреден. Светот е мал за Бог, но е голем за нас. Секаде има цркви, верници, поделби разни, проповедници кои ги поставил Бог и проповедници кои ги поставил човек со човечка мудрост. И тие сега се расправаат, нормално тие што се со човечка мудрост ке се соблазнуваат од силата која постои во оние што имаат Божји дух, бидејќи духот оживотворува, а словото убива, како што гледате. Тие се маваат со цитати од Светото Писмо и се напаѓаат, и словото им служи како камен кој го фрлаат на блудницата една кон друга, не заборавајќи дека Исус кога им рече: кој не е грешен, нека фрли прв камен на неа, и сите избегаа додека пишуваше на земјата: слава ти, Татко Небесен, те сакаме, Исусе Христе. Или само јас и Варнава немаме право на издршка? Кој војувал некогаш на своја сметка? Интересно. Кој војувал некогаш на своја сметка? Нашата борба не е против крвта и плотта, да се тепаме едни со други, туку со поднебесните сили на злото. Уриваме тврдини, лажни доктрини на кои го извитоперуваат Светото Писмо, зашто мнозина го проповедаат. Не го извитоперуваме како мнозина, вели апостолот Павле. Кој војувал некогаш на своја сметка? Јас не ја барам својата слава, има друг што ја бара и кој што ќе суди.
кој сади лозје, а не јаде од неговиот плод. Господ вели, ќе ве направам, ако лозата не дава плод, се сече и се фрла во оган, метафора за вечниот оган, за второто прочистување низ оган. Првото беше низ вода, по потопот на Ное. Има уште неколку Содома и Гомора за пореметената сексуалност. Кој сади лозје и не јаде од неговиот плод, или кој пасе стадо, а не пие од неговото млеко. Млеко. Интересно. Нели вели, се уште сте бебиња во Христос, не можете да јадете тврда храна, треба со млеко да ве напојам. Тој зборува за Словото. Словото не е собственост на одредена деноминација, тие немаат лиценца од Бог па да осудуваат други што размислуваат и што се водени од Духот на нашиот Отец. Слава ти, Татко Небесен, те сакаме Господ Исусе Христе. Зар го зборувам ова само како човек? Кога ќе ве приведат, не грижете се што ќе кажете или ќе зборувате, туку Духот на вашиот Отец ќе говори низ вас. Не го вели ли истото тоа и законот? Ако некој говори, нека говори Божји зборови. Божји зборови, Бог е љубов, кој пребива во Бога, пребива во љубовта. А ако не се љубите меѓу себе, не ја исполнувате Божјата заповед, нова заповед ви давам, да се љубите меѓу себе, како што јас, което јас, Отецот Небесен, Таткото наш кој е љубов, како што јас ве возлюбив, да се љубите меѓу себе. Ако во црквите не се љубите, тогаш не исполнувате Божјата заповед, ќе ве познаат дека сте мои ученици. Ако се љубите меѓу себе, тогаш не сте негови ученици, тогаш сте ученици на човечка мудрост. Ако осудувате други деноминации, едни со други се осудувате, бидејќи надворешните ќе ги суди Господ, пишува овде во Светото писмо, запишано од самиот Бог. Бидејќи во Мојсиевиот закон е напишано, не врзувај ја устата на вол што врши. Значи некој сведочи за Христос, дели, оди, правоти се бори со собствена сила како апостолот Павле, а вие го осудувате, се заседнале во некоја деноминација, се фатиле за мамона, убаво живеете, си пеете песни, се собирате еднаш неделно, но дали имате љубов? Дали раснете во љубовта? Дали имате чисто срце за да го видите Бога? Дали размислувате дека со човечка мудрост не може да се разбере Светото писмо? Зошто тогаш ја врзувате устата на волот што врши, кој се разликува од вашата деноминација? Зар Бог се грижи за воловите? Некој ќе рече за воловите, за работниците. Тој земал и тегне, се обидува да спаси луѓе, сам со Духот Свети, или го вели тоа главно за нас, за вас, брати и пријатели, да за нас е напишано тоа, за сите нас. Црквата е една. Зошто сте се поделиле ако сте водени од Духот? Зошто сте се поделиле ако не сте телесни, кога што меѓу вас има кавга, зависи, неслога, се уште сте телесни, а телесниот човек не го разбира духовниот и не може да го разбере Светото писмо и затоа сте се поделиле. Зашто оној што ора, Божјата нива што е ора, треба да ора со надеж. Ловците на луѓе треба да ловат луѓе со надеж. И кој врши, да врши со надеж, дека ќе го добие она што го очекува. Ако сме го посеале кај вас духовното, многу ли е ако го пожнееме кај вас телесното? Ако други имаат право на дел од вашиот посет, значи телесно и духовно, телесен човек не го разбира духовното, за него тоа е безумство, и духовен човек во кој пребива Божиот дух, Духот на нашиот Отец, односно Исусовиот дух, пребива во него и тој тогаш е новороден, богороден и тој тогаш пребива во љубов, по тоа ќе го познаете. Ако не пребива во љубов, тој само разбрал, слушнал, дознал, виснал, го допрел духот и си седи покрај патот и не чекори по патот на Божјата љубов. Ако други имаат право на дел од вашиот посет, на што мисли тој? Ова не е посет на човек, на деноминација.
Ова е посет на Бог. Ни јас не сум посет на човек. Јас имам земни родители. Но јас му припајам на Бога, на Бог Отецот и на Исуса Христа. Но ние не го користиме тоа право, вели апостолот Павле, туку се трпиме за да не направиме никаква пречка на Христовото Евангелие, благата вест, добрата вест дека Бог ни дарувал живот вечен и тој живот е во Неговиот Син. И ако го избереш, брат и пријателе, можеш да чекориш во живот, а не да бидеш жив, а мртов. Оваа долина на сенка смртта, не знаете ли дека оние што свештено действуваат се хранат од светилиштето? Се хранат од светилиштето. Кој е светилиштето? Божиот збор е свет. Кој се соединува со него, еден дух е со него. Бидете свети како што јас сум свет. Значи човекот што му служи на Бог е свет. Тогаш ти кој си ти да осудуваш друг? Светија. Кој си ти човеку? Човечка мудрост, доктринарен, така наречен христијанин, кој во него нема љубов, а Бог е љубов, значи во него го нема Бог. Бог ги познава оние кои го љубат. Така и Господ заповедал проповедниците на Евангелието да живеат од Евангелието. Да живеат за и од Евангелието. Интересно. И тука се кршат копијата. Ако тие не можат да живеат од Евангелието заради одредени причини, затоа што немаат повик за тоа, па се само повикале со човечка мудрост, тогаш се врзани за одредени деноминации за финансирање, например, од странство на помали заедници и голема заедница која наплаќа обредни услуги за да преживее. Но јас не ползував ништо од тоа. Кој го вели ова? Апостолот Павле. Јас го велам. Мојот отец, кој? И не го напишав ова за да се направи така со мене, зашто за мене е подобро да умрам, смртта е победена секако, отколку некој по фалбата од Бог, кој се фали со Господа, се фали да ми ја одземе. Зашто ако проповедам Евангелие, тоа не е за моја пофалба, за моја слава, бидејќи тоа ми е должност, кој врви по мене, каде што сум јас, само ќе биде и мојот слуга, вели Исус. А тешко мене ако не го проповедам. Кога Исус им вели на апостолите, сакате ли вие да си одите? Тој велат, каде да одиме? Ние немаме каде да одиме. Ти ни зборуваш за живот вечен. Ние зборуваме за принцип. Принцип на соединување со Бог во духовен свет. Значи, душевен човек, телесен и духовен човек кој се враќа кај Бог Отецот да пребива во неговата љубов. Ако доброволно го вршам тоа, ова, проповедање, зборување, сведочење, тогаш имам награда. А ако без своја волја, тогаш тоа е само извршување на служба како во одреден број заедници што ми е доверена. И тогаш проповедта нема живот, словото убива, духото животворува. И ви еден ден немате што да им кажете, ќе ги потрошите своите зборови, а Бог, словото од Бог не се троши. Љубовта никогаш не престанува. И вие ќе действувате во љубов. Љуби го својот ближен како себе си, брате. Тоа е првата Божја заповед за да ти биде арно на земјата. А каква ми е наградата проповедувајќи? Каква ми е наградата? Те сакам, Господе Исусе Христе, проповедувајќи да го предавам Евангелието бесплатно. Бесплатно, а Господ ќе намери, не ползувајќи го своето право од благовестување. Бесплатно добивте, бесплатно давајте, старозаветен принцип, тогаш пребивате во Божјата љубов и Господ ќе ви намери. Познавам еден таков човек, апостол Лоренс Новосел од Хрватска, кој беше во Скопје, држеше еден семинар, словото убива, духото животворува. Тој живее по тој принцип. Не е во деноминација, не го финансира никој освен самиот Бог преку луѓе кои ги праќа. Тој не бара ништо, не наплаќа, дели се бесплатно. Зашто иако сум слободен од сите, станав роб на сите, заради Исус, да повеќето од нив да ги придобијам, да дојдете и да разберете дека Исус е животот. Болен лежиш таму, велиш дека си атеист, имаш 100 болести. Човеку, Исус ти вели, дојдете при мене сите изморени, обременети, и јас ќе ве успокојам. Ако ти треба спокој од тоа што ти измачува во овој свет,
Ако имаш уста и глас, повикај го Исусе, сине Давидов, смилувај ни се. И одиме понатаму. За јудејците станав јудеец. Еве како дејствува апостолот на Исус. За да ги придобијам јудејците, за оние што се под закон, станав како да сум под закон. Старозаветно, око за око, зап за зап. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. За оние што се без закон, станав како да сум без закон. Иако пред Бога не сум без закон, значи законот е напишан во секој човек, во срцето негово. Тој добро знае дека не треба да прави зло. Зло да прави му е лесно, тешко му е добро да го победи злото со добро. Тешко му е да љуби, треба да научи да љуби, затоа си се родил човеку. Да научиш да го љубиш непријателот свој, тогаш се приближуваш кон Бог, го оставаш гревовното тело. И ќе чекориш во Исусовата љубов, зашто Исус рече: прости им, татко, татко, прости им, оче, не знаат што прават. И навистина не знаат што прават. Не можеш да турнеш слеп човек од патот, не го спознал Бог. Како што е физички слеп, тој е духовно слеп. Не можеш да го турнеш проклетство ако турнеш слеп човек од патот. Значи, за закон, иако пред Бога не сум без закон, туку сум под законот на Исуса Христа, законот на љубовта, за да ги придобием оние што се без закон. За слабите станав слаб, за да ги придобијам слабите. За сите станав се, та на каков и да било начин да спасам некој од нив. Секојдневно гинат, луѓето одат во гибел. А ова го правам поради Евангелието, за да бидам соучесник во него. Не знаете ли дека оние што се надпреваруваат на стадион трчаат сите? Соучесник во Евангелието е соучесник во Христовата љубов, која не сопира во татковата љубов. Не бара своја љубовта, не се срди, не мисли зло, на се надева, се истрпува Христовиот апостол. Не знаете ли дека оние што се надпреваруваат, кој го избира апостолот, кој ги поставува луѓето во црквата? Исус Христос во дух ги поставува, не телесно, не со човечка мудрост, затоа црквите се такви какви што се. Се претвораат во историски библиотеки или во интелектуални клубови на филозофија, на христијанство. Наместо да научат да љубат, тие се уште мали деца, се маваат со камења со словото, не разбираат дека словото треба да биде меч, кој ќе ги отвара срцата на оние што не го спознали Исус. Не знаете ли дека оние што се надпреваруваат на стадион, се надпреваруваат, трчаат сите, но само еден добива награда. Па така трчајте и вие. Одам јас, трчам за Исус, вие што сакате правите. Не, морам да сведочам по патот. Кога ќе сретнам да го, како самаријанинот што му помогна на евреинот, видели сега кој е твојот ближен, му рече Исус. А евреите и самаријаните не се мешаат, значи сите сме едно, нема повеќе ни јудеец, ни самаријанин, ни евреј, ни македонец, ни арнаутин. Сите сме едно во Исуса, ни болгарин, ни србин, ни грк. Сите сме едно во Исус. Зошто тогаш црквата сте ја поделили на национални категории? Сатаната ви влегол во умот зашто сте поставиле луѓе со човечка мудрост, а не помазани од Бог. Секој надпреваруваат се воздржува од се. Тие да добијат распадлив венец трчаат, се тепаат луѓето за надпревари, се радуваат. А ние, јас, раб Божји, апостол Исусов, јас пак така трчам, за да добијам нераспадлив венец во Исуса Христа. Го оставам ова гревовно тело и заминувам кај Исуса. Одам јас за Исус, а вие тепајте се, карајте се, мразете се. Така не се доаѓа до Исус, чеда возлюбени. Не заборавајте кој ќе направи грев против Свети Дух, нема да му се прости ни на овој ни на оној свет. Па тоа сте вие што го знаете Светото Писмо, тој што не слушнал за Исус. Него гревот му е помал. Јас пак така трчам, брате и пријателе, како апостолот Павле. Не се борам како оној што удира во ветер. Со двоостар меч и мечот на духот во името на Исус ги раскинувам прангите на сатаната и му кажувам: бега од мене, Сатано, зашто сум ти покорен, Татко небесен Исусе, да пребивам во твојата љубов. Туку го истоштувам и го поробувам телото, телесниот човек, та проповедувајќи им на другите. Еве и сега, да не бидам и самиот отфрлен,
Zašto Bog mi dava sila. Мојот татко, тој ме создал, тој ми вдахнал дух животен и тебе и се живо што гледаш, зашто Бог е самиот живот. Потоа виде дека не можеме со 10 Божји заповеди, бидејќи евреите направија златно теле и му се поклонуваат. Човекот е материјален, сака да има, да зема. Од невидливото произлегува видливото. Видливото е минливо, сето ова е минливо, овој свет заминува. И вие ќе заминете еден ден. Човекот е од земја и во земја ќе се врати. Но духот ваш ќе оди на суд пред Бог. Животот што ти го дал и ќе те праша што направи денеска за мене, за Исуса. Дали зборуваше, дали пребиваше во љубовта. Зашто ако не пребиваш во љубовта на земјата, не можеш да пребиваш ни горе кај нашиот всемоќен Бог. И затоа Бог го испрати Исуса Христа, неговиот син, спуштен ангел, овоплотен во тело. Тој во кого пребиваше самиот Отец со сета негова полнота се распна на крстот за секого од вас и за тебе, брате и пријателе. Ја пролеа својата света крв, зашто каде што има завет, ни дава нов завет. Потребна е крвта и жртвата на заветувачот. И сега ти вели денеска, дојдете при мене, поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши. Во светот нема мир, во светот нема љубов. А ако љубов немам, ништо не сум. А Бог е љубов. Кој го љуби Бога, треба да го љуби братот свој. Ти благодарам, татко мој, во името на Исус, што ми даваш сила и слово со власти денеска, да пребивам во твојата љубов, што ми го обликуваш, што ме преобразуваш, се што не е од тебе не прифаќам, се што е од тебе прифаќам. Што не дозволуваш зло да се доближи до телото мое. Што ме облекуваш во сила од озгора, што ме облекуваш со твојата љубов, во двоостар меч и мечот на духот, да раскинувам се што не е од Бог, што ме држиш во твоите јаки мишки и ми кажуваш кон непријателот, сотирај и истребувај, и го истребувам сето зло. Она што недостасува околу вас, во вашите семејства, на работа, дома, во вашата земја Македонија, која ја распнуваат и сакаат да го променат името кој го дал самиот Бог, е токму тоа. Повик кон Бог, македонец е човек што го повика Исус. Дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение апостолот Павле дојде во Македонија и тој повторно доаѓа преку луѓе во Македонија. А вие што ќе правите? Ќе седите во прангите на сатаната, да ве сее како пченици, или ќе го изберете Исус и ќе чекорите во љубов и во сила од озгора? И злав и змеј ќе убивате, и змија и отровница ќе газите во името на Исус. И ќе го сотирате секое зло во името на Исус. Бегај од мене, сатано, во името на Исус. Бегај од моето семејство, надвор од македонскава земја во името на Исус. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Те молам, Господе, сите овие што ги допреа овие слова, да доживеат исцелување и љубов, да ја сетат Твојата милост, Твојата љубов, Твојата благост. Да го повикаат Твоето име, да се покајат, да се откажат од злото. Да пребиваат во Тебе, да се хранат со живите слова на Светото Писмо. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божиот Царство Небесно. Одам ја за Исус. А вие размислете. Овој свет се распаѓа, погледнете околу вас. Имате само една надеж и шанса, ви дава рака. Нашиот Бог и Создател, кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. Исусе, Сине Божји, помогни ми. Исусе, Сине Давидов, помогни ни. Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Татко Небесен. Амин. Амин до Божиот Царство Небесно. Мир вам. Останете во мојата љубов, вели нашиот Отец на небесата. И така ние веќе нема да имаме Бог, туку ќе имаме Татко на небесата, тој што ќе го избере Исуса, зашто кој го има Исуса, го има и Отецот, го има и Синот, кој го нема Синот, го нема и Отецот. Ве сакам во мир и љубов, во Божјата љубов. Амин. На колена во молитва покајничка, прости ми. Се откажав од гревот смртен, Татко мој небесен, и Слово Божјо ми испрати, Синот свој
Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebesen. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te da gi ljubam kako ti. Če da Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebesen. I milost Božja me obleja, miro svoj nigo daruvaš, susijot razum, srce, duša, veruvam vo Isusa.